Институтот за национална историја во последниве 2 години работи во исклучително тешки услови. 2 зими без парно греење, во услови на градилиште. Вака се жали првиот човек на институтот во реакцијата испратена до нашата телевизија. Критиките дека институтот е во зимски сон, бидејќи нема објавено ниту еден истражувачки труд во последните 10 години, директорот ги оцени како паушални. Како доказ за нивната истражувачка дејност, ни испрати извештаи од патувања во странство. Извештај за научно-истражувачка дејност во 2017 година вработените оствариле научно-истражувачка дејност во Институт за византиски современи грчки студии во Австрија, Библиотека за Источна Европа и славистички студии Универзитет во Виена, Света Гора Грција, Политички архив за надворешни работи во Берлин, Државен архив на Украина, Државен архив на Руска Федерација. Ова се дел од меѓународните проекти што се наведуваат во извештајот. Реакцијата следуваше по серија прилози што ги објави Телевизија 24, во кои вработени го обвинија Институтот за недомакинско работење. Директорот пред нашата камера тогаш изјави дека последните домашни проекти од национален карактер биле доделени во 2010 година, но кратко потоа биле прекинати штом престанало финансирањето. Сите изведувачи зеле по најмалку 1500 евра, па прекинале со работа. Сепак, директорот тврди дека овие пари не се трошеле залудно. Сигурно дека тој што отишол на истражување било каде со тие пари донел документи од таму. Купил литература во странство. Украина линија отишол на конференција. Така да апсолутно има бекфит од тие пари. Само една од избраните истражувачи бараше целосна исплата за нејзиниот проект и помнесе тужба. И покрај судската пресуда, случајот заврши на извршител. Ѓоргиев демантираше и дека извршители ја блокирале сметката на институтот, иако во известувањето испратено до ресорното министерство стои неговиот потпис.